Да си мигрант во Австралија не е лесно и не само во Австралија, во било која друга земја. Значи, луѓето кои ја напуштиле својата родна грудка можат точно да разберат тука за што станува збор. Значи, одиш во таа земја со куфар или два, оставаш се зад себе, мислиш дека ќе почнеш нов живот и сосем тоа е во ред, значи вртиш една нова страница во животната книга, али проблемот настана кога многу мина наместо тој нов живот ги носат тие стари навики со нив во новата средина и според мене прати една огромна грешка. Затоа ова видео одбрав 5 најчести грешки кои ги прат македонците во Австралија. Верувајте, секој ден гледам луѓе кои живеат овде физички во Австралија, или психички се уште во Битола, во Прилеп, во Охрид и така натаму. Значи, стануваат на сабајле, ги отварат тие македонски портали, ги гледат вестите од Македонија, коментираат по Facebook како буквално да се таму. А реалноста дека тука во Австралија му се децата, тука му е цела фамилија, тука работат, тука плаќаат сметки, тука плаќаат данок и живеат еден живот на два стола кој не води нигде. Значи, буквално нешто што те расцепва, те фрустрира и после ќе кажи нешто сум нервозен, нешто не ми оди, нешто сосеќам денеска носталгичен, нешто сосеќам денеска депресивен. Мора да се направи избор. Или се живее во Австралија, или се враќате назад во Македонија. Значи, средина, не верувате, животот е прекраток да се живее на пауза. Добро е да си со наши, не ме соѓате погрешно, али ако само таму, по-битолски кажам, не врталото, ќе останеш таму кај што си, или уште полошо ќе се вратиш назад. Се вака Австралија има негде над 190 различни нации, се работи за една огромна земја и тука можеш да запознаеш луѓе од цел свет, да научиш, да се поврзиш, да отвориш врати што претходно не си знаел ни дека постојат. Сако ќе се работи за нашите во Австралија сакат да живеат на така наречената нашата улица или таа Балканска улица, да има некој комшивче од Битола, некоја продавачка од Прилеп, некој лекар од Охрид и да бидат само наши. И реално никој не напредва. Ако веќе се стана тука збор за напредок. Ако сакаш напредок, мора да се излезе од тој круг, од тој балкански круг. Да се збора со кинез, да се збора со австралијанец, да се збора со французин. Значи да се прошири тој светоглед. Ние сме способни луѓе, али некој пат сами се затвораме. Мораме да признаеме дека некогаш сами си ги сечиме крилјата. Велат дека ако не збораш англиски јазик, ќе платиш или со срам или со пари, ама најчесто со двете. Ако се плаши некој од англискиот јазик, тоа е окей, мислам никој не се родил со јазик во глава, али да живееш 10 години во Австралија и се уште да не можеш да му објасниш на докторот кај те боли, мислам дека тоа не е срамота, тоа е веќе избор. И знаете што е најтрагично, луѓето не учат англиски не затоа што не можат, туку неќат. Се срамам, сната ми преведува. А овде ако не збораш јазикот и не само овде во Австралија, туку во било која земја, ако сте кај што се збора странски јазик, ако не го зборате тој јазик, ќе ви искористи. Тоа е непишано правило. Ќе ти наплатат отпоѓи, ќе ти излаже, ќе потпишеш негде кај што не треба, или ќе ќутиш кој ќе треба да збораш или обратно. Инвестирај негде месец, 2, 3, 5, 6 година дена во тој англиски јазик и верувам дека ќе ти се отвори целосно нов свет, значи работи, услуги, информации, нови пријателства. Не е срамота да не знаеш, срамота е да некиш да научиш, баш нарочито во денешно време кога може лесно да се научи англиски јазик. Кредит во Австралија ќе ти дадат за се освен за памет, а тоа е баш она најмногу што ти треба пред да земиш кредит. Морам да кажам дека Австралија е рај за кредитите, значи имате картички тука, хипотеки, лизинзи, значи се имаш на дофат. Може да се деси денес да немаш ни долар, утре да имаш нова кола, мебел, фрижидер, не знам, таму најнов iPhone. После следват сметки, следват камати, следват тие, не знам, казнени такси ако не плаќаш. Од друга страна, македонецот мисли дека ако не купи нова кола ќе го гледа чудно. Ако не направи свадба со 300 луѓе, нема да го почитуваат. Животот не е фудбалска утакмица која ќе да ве поѓе голови, како многу луѓе што го сваќаат. Значи, паметен е оној што знае да каже не сега. Сега не трошам. А не оној што фрла на се и на се што нарочито за една слика на Инстаграм или на Фејсбук. Овде нема ќе се снајдам, ако не планираш ќе те јади системот. Ова последна грешка ја прават скоро сите, значи идат во Австралија,
поима нема што ќе работат, поима немат кај ќе живеат, не знаат како ќе плаќаат сметки и ќе се снајдам. Овде нема ќе се снајдам. Овде има систем, правила, документи, рок, закон. Ако не си спремен ќе сгрешиш, ако сгрешиш ќе платиш. Да, можеш да успееш нормално, можеш да успееш со план, со стратегија, со трпение, со труд. Така да ако си веќе направил чекор за да одиш во Австралија, направи уште еден, седни, земе тетратката и испланира ги барем тие наредни 6 месеци. Работа, сместување, англиски јазик, лиценција кој треба да се сменат, познанства, дипломи. Само така со планирање може да се живее добро во странска земја. Грешките не се срамота ако научиш нешто од нив. Ако се затвориш, се плашиш, се задолжиш и живееш без план, како што веќе спомнав, Австралија и не само Австралија, секоја друга странска држава може да се претвори во пекол. Али ако размислуваш, планираш, учиш, примаш, многу битно, примаш ова земја и, како што веќе кажав, било која друга земја може да ти дај многу повеќе од она што некогаш си замислувал или очекувал. Немав намера да навредам никој со ова видео и со овие 5 грешки. Морам да кажам дека јас самиот ги направив повеќето на мојот почеток, али затоа зборувам денеска за да не ги повториш и ти. Во Австралија има шанси, само ако си спремен да ги зграбчиш. Јас сум Радко, ова е Австралијски живот. Фала ако гледате видеото до тука. Ве поздравувам сите срдечно и се гледаме во наредното видео. Поздрав!